Евангелие според Јован, 13 поглавје. А пред празникот Пасха, знаејќи Исус дека му дојде часот да замине од овој свет кон таткото, зашто ги беше засакал своите во светот, до крај ги сакаше, за време на вечерата, кога ѓаволот веќе му беше всадил во срцето на Јуда Симонов Искариот, за да го предаде, Исус, знаејќи дека таткото му предаде се во неговите раце и дека излегува од Бог и дека оди кај Бог, стана од вечерата, ја соблече својата горна облека, зеде крпа и ја препаша. Потоа налеа вода во садот и почна да им ги мие нозете на своите ученици и да им ги брише со крпата со која беше препашен. Дојде до Симон Петар, а тој му рече: Господе, зар ти ќе ми ги миеш нозете? Исус му одговори: Ти сега не можеш да разбереш што правам јас, но подоцна ќе разбереш. Петар му рече: Ти никогаш нема да ми ги миеш нозете. Исус му одговори: Ако не те измием, ќе немаш дел со мене. А Петар му рече: Господе, тогаш не само нозете, туку и рацете и главата. Исус му рече: На измиениот не треба ништо друго да му се мие, туку само нозете, зашто целиот е чист. Вие сте чисти, но не сите. А тој знаеше кој ќе го предаде и затоа рече: Сите не сте чисти. А кога им изми нозете, ја зеде својата горна облека и пак седна и им рече: Знаете ли што ви направив? Вие ме нарекувате учител и Господ. Јас сум навистина тоа што го рековте. Ако јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, тогаш и вие сте должни да си ги миете нозете еден со друг, зашто ви покажав пример да правите и вие така како што ви направив јас. Вистина, вистина ви велам, слугата не е поголем од својот господар, ниту пратеникот е поголем од оној кој го пратил. Кога го знаете ова, блажени сте ако го исполнувате. Тоа не го реков за сите вас, зашто јас ги знам моите избраници, но нека се исполни писмото. Кој го јаде мојот леб, тој ја подига својата петица против мене. Ова сега ви го кажувам уште пред да се исполни, а кога ќе се исполни, да поверувате дека јас сум. Вистина, вистина ви велам, кој го прима оној што јас го испраќам, мене ме прима, а кој ме прима мене, го прима оној кој ме испрати мене. Кога го кажа ова, Исус потресен во духот, посведочи и рече: Вистина, вистина ви велам, еден од вас ќе ме предаде. А учениците се погледнуваа еден во друг, зашто не знае за кого зборува. А на трпезата еден од учениците, кого Исус го сакаше, беше навален кон Исусовиот скут. И затоа Симон Петар му климна со главата и му рече: Кажи за кого зборува. А тој така навален кон Исусовиот скут, се сврте и му рече: Господе, кој е тој? Исус одговори: Тој е оној на кој ќе му дадам залак хлеб. Го зеде залакот и му го даде на Јуда Симонов Искариот. И веднаш по залакот, ѓаволот влезе во него. А Исус му рече: Тоа што ќе го направиш, направи го што побргу. Но ниеден од оние што седеа на трпезата не разбра зошто му го рече ова. Затоа што Јуда беше благајник. Некој помислија дека му рече: Купи што ни е потребно за празникот, или да им раздаде нешто на сиромашните. И кога Јуда го прими залакот, веднаш излезе, а беше ноќ. А кога Јуда излезе, Исус рече: Сега се прослави човечкиот син, и Бог се прослави во него. Ако Бог се прослави во него, Бог ќе го прослави и него во самиот себе. И бргу ќе го прослави. Чеда, уште малку време сум со вас, ќе ме барате и како што им реков на јудејците, сега истото и вам ви го велам, каде што одам јас, вие не можете да дојдете. Нова заповед ви давам, да се сакате еден со друг, како што јас ве засакав, така и вие да се сакате еден со друг. И по тоа ќе знаат сите дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Симон Петар му рече: Господе, каде ќе одиш? Исус му одговори: Каде одам јас, ти сега не можеш да дојдеш, но подоцна ќе дојдеш.
Петар му рече: Господе, зошто не можем сега да дојдам? Животот ќе си го дадам за тебе. Исус му одговори: животот ли ќе си го дадеш за мене? Вистина, вистина ти велам, додека петел да запее, ти 3 пати ќе се одречеш од мене.